седмата сила. Ве чувствуваме како потреба денеска да свикаме прес за вас, затоа што цел овај предизборен период бевте многу точни, бевте многу транспарентни и помогнавте во периодот кој беше во цело предизборие да допрете до секој уво, до секоја куќа, да ги пренесете нашите ставови, затоа ви сме многу благодарни. Денеска, кога ги доживуваме историските мигови на една голема победа, двојна победа, на победничката коалиција на ВМРО ДПМН со коалицијата за подобра Македонија, тоа се победа на претседателските избори, со избор на професор доктор Ѓорги Иванов, кој во следниот период успешно ќе ја води нашата држава, и голема победа за парламентарните избори, историска да кажам, со 61 пратеник. Не ми останува ништо друго освен ова прекрасно чувство да го споделам со сите граѓани на Охрид и на Република Македонија. Она што сакам да го кажам и го посакуваме и го добивме, а тоа е поддршката на народот. Затоа искрено им сме благодарни и со уверување дека нашата работа во парламентарниот дом исклучиво ќе биде за интересите на нашата држава Република Македонија и исклучиво ќе биде за интересите на нашиот град Охрид, затоа што ние сепак во идниот дом, во идниот период ќе ги представуваме вашите интереси и на најтранспарентен начин ќе се трудиме што повеќе Охрид да добие инвестиции како би направиле еден, да речам, период на големо инвестирање и градини за нашиот град. Но дозволите денес исто така да потенцирам дека сите овие наши проекти, заложби, ветувања и ставови немаше да бидат пристапни до целокупната популација доколку не бевте вие седмата сила. Новинарството, медиумите и вашата поддршка, како и присуство од ваша страна на нашите прес-конференции. Вашата соработка, вашата трпеливост обезбеди нашите размисли да допрат до граѓаните, да допринесат за појасно поставување на нашата програма, незино појаснување и на одреден начин нашите зборови да дојдат до секој граѓанин, до секој дом на овој град. Од тука дозволете да ви упатам од моје име, од името на моите колеги доктор Љубен Арнаудов и Александар Николовски и моја лична благодарност дека ви ветуваме, дека ќе бидеме транспарентни и дека ќе го држиме зборот кој го дадовме, дека ќе бидеме ваши представници во парламентарниот дом. На крај дозволете ми да се заблагодарам на Центарот за комуникации при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, начело со нашиот Никола Митрович, кој не штедејќи се од првиот момент до денес беше со нас, ни помагаше во припремата на нашите пресконференција и онен момент вие бевте сведоци кога доби принова, доби керка и кога требаше да биде во неговиот дом, тој беше на пресконференција. Митрович, искрено ти благодариме. Уште еднашка, ова нема да биде наш последен прес, значи да го речам, ќе биде континуитет на многу наши идни дружења, затоа што нашата работа во парламентот ќе биде транспарентно, многу често, низ вакви пресконференции, низ неформални дружења, презентирана и кажувана до каде сме стигнале со нашите планови и на државно ниво, и на локално ниво. Од вас барам, како што сте биле досега, да бидете професионални известители на нашите случувања, на нашите успеси и да бидете коректори и предлагачи на убави идеи. Ви благодарам. Ево, на крајов од избориве стигнавме. Јас сакам да се заблагодарам, да испратам на голема благодарност пред се до сите новинари, медиуми од град Охрид, а посебно на граѓаните на град Охрид и сите други луѓе кои учествуваа во овие изборни процеси посредно или непосредно за ова прекрасна голема победа на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери. Се покажат дека охриѓани се свесни, знаат да проценат што е добро за нив и за државата и го дадоа својот глас
на вистинското место, а со надеж дека тој глас нема да е залудно потрошен, дека нашите представници во парламентот ќе се покажат достоинствено и ќе работат во интерес на сите. Јас на почеток би сакал да ви се заблагодарам за вниманието и за тоа што не следевте во целата кампања. Се извинам за доснењето, секој си има маниеве, имам и јас една и се извинувам. Тешко поправлива очигледно заради тоа што трае со години, ама благодарам на разбирањето и на трпението. Во исто време би сакал да се заблагодарам на моите двајца колеги, доктор Сашо и доктор Љубен. Имавме навистина една прекрасна кампања, мене ми ова четврта кампања и можам нескромно да кажам дека ова ми беше најлесната кампања заради тоа што имав најдобар тим, не сакајќи со тоа да потценам никого претходно, но навистина бевме добро играни, добро координирани, скоро и да не направивме некоја крупна грешка и секогаш го правевме она што беше потребно. Би сакал да се заблагодарам на општинскиот изборен штаб кој што навистина многу сработи во овие избори, на сите структури на партијата кои што беа позади нас, на сите луѓе кои што работеа на терен позади нас, како и на сите кои што не поддржаа, но да се заблагодарам и на сите кои што гласаа без разлика за која политичка партија гласаа и да ги повикам сите оние кои што добија мандат на овие избори да дојдат во собранието најдосно на 17 мај и заеднички ја почнеме да работиме заради тоа што граѓаните гласаа и за ВМРО, и за СДСМ, и за ДУИ, и за ДП, и за РДК, и сите ние и за ГРОМ, и сите овие политички партии треба да имаат своји представници во Македонското собрание и тоа ќе е од најдобар корист и за Македонија и за граѓаните на Република Македонија. Во исто време би сакал да кажам дека сите оние заложби кои што ги имавме за градот ќе направиме максимум да бидат реализирани во следниот период. Прв приоритет ни се најранливите категории, веднаш после формирањето на владата, планираме да ги донесеме законите кои што се однесуваат на категоријата на граѓани кои што се со собствени потреби, пред се во делот на оние категории кои што примаат социјална помош, хендикепирани лица, понатака младите, пензионерите, студентите. Тоа ни е прва цел која што планираме да ја направиме пред одморите. Ќе продолжиме да се гледаме и да комуницираме. Благодарам уште еднаш на огромната поддршка која што Охрид ни ја даде. Имаме историски најголема победа на било кои избори. Ова разлика која што имаме со нашиот политички опонент СДСМ е разлика која што многу обврзува и многу бара од нас и се надевам дека како што беше и досега ќе продолжиме и од сега. Две карактеристики не красеа и мислам дека треба да останат. Прво е да направиме се што можеме да направиме да се реализираат работите, не секогаш можеби ќе успееме, но да направиме се што е во наша сила. И второ, да останеме честни. Мислам дека ова е најдобрата работа која што се случува во политиката. ВМРО ДПМН има политичари кои што со години го представуваат народот и кои што останаат честни без ниедна афера позади себе. Благодарам уште еднаш и ја се гледаме за убави работи.